Кај ловите сега крап? Значи вака сега, јас лично најчесто ловам крап во близина на значи трските, на старите трски и на шаорот, бидејќи малце ми е подинамично тоа фаќање на риби, не ми е толку статично, значи ловењето на крап со на поинаков начин, значи со род под, со значи на чекање кој што го применуваат повеќе рибари, значи фаќаат така. Толку време немам, бидејќи работам. Најчесто го фаќаат има на, да речеме, на 10 на 12 места. Летно време го фаќаат на 6,5-7 метра длабочина. Се поставуваат на кај што има чисти места, значи кај што нема шавар, пристапно кај што е. Го фаќаат најчесто на местната јаромица, затоа што крапов фаќа највеќе се фаќаат на местната јаромица, значи на школка, риба, на рак, бидејќи и само тоа има многу ракови, школки. Крапот е навикна да јаде таква риба, значи мислам таква храна. Природно. Да, природно и затоа така го фаќаат највеќе, го фаќаат на бујли, па и некогаш ни на царевка. Меѓутоа најчесто на бујли го фаќаат. Во лето и минатото се извади доста амур, затоа што мислам дека пред 2-3 години се чистеше езерото, значи голем дел од шаварот, кој што е него природна храна, го извадија со булдожери, значи се изринка значи од патот од таа страна од езерото и затоа мислам дека он повеќе почна да јаде, бидејќи претходните години не се случуваше никој да фане амур. Го има, меѓутоа не вадеше никој. Лани и оваа година значи се извади повеќе амур, па да речеме сигурно 100 парчиња. Во просек од 10 до 20-23 кг мислам дека беше, 23 кг беше најголемиот. Кострежот кај го ловите? Па кострежот најчесто го ловиме на жив мамец. Значи ние, јас и еден мој другар Антонио, се обидовме, значи купивме опрема за да фаќаме на вештачки мамци, значи на силикони, на твистери на шет, поретко удира, бидејќи исто така има многу бела риба, која што може и да видите ако свртите радовно камерата, ќе видите колку е раздвижена само белата риба. Значи ја има премногу и затоа кострежот многу лесно наоѓа мамеци, затоа и ние го фаќаме на живи мамци. Го фаќаме на белавица сончаница, исто така го фаќаме на мали костревчиња. Го фаќаме на мали костревчиња кои што ги фаќаме на белки. На белки ги фаќаме, после на нив ловиме поголеми кострежи. Некогаш дава и примерот си до килограми 600 грама. Тоа е најголемиот кој што ги има извадено. Исто така го фаќаме на сончаница и на белавица. Исто мали. На сончица и на белавица, да. Мали да се до... На тапа или на ово? На тапа, значи, на 3 грама тапа и на длабочина, зависно на кој се наоѓа јатото, на 2 метра, на 3 метра, на 4 метра и така натаму. А кој пределот претежно? Молим? Кој дел од езерена? Па, вака сега, најесен го фаќаме во близина на Бродов, затоа што тука е групиран голем дел од кострежа, затоа што има многу бела риба. И кострежот бидејќи секогаш се крие кај некој, значи за солниште, карпа, дрво, некој жбун, трави и така натаму. Него му е тоа го природно за солниште направено и се движи околу бродот. Значи највеќе го има под него и испаѓа да лови, значи. Најчесто е удирена со вајля, значи од разденување до 8 сат, 9 сат најактивен тогаш. Друго сомо, значи го има многу езерото. Нажалост многу ретко се фаќа. И тој многу ретко удира, бидејќи многу бела риба, има многу храна, има многу лесно да наоѓа храната. И затоа црвеноперка, јаден најчесто јаде црвеноперката голема, значи големиот сом, црвеноперка од 100-200 грама. Значи пробаа лето некои поединци да фаќаат на бучкање, значи фана само едно мало сомче од 5 кг на бучкање, значи техника која што ја применуваат повеќе на реките у Србија. Извади едно мало сомче, го гледаат значи на сонар под чамецот, меѓутоа не реагира на мамецот. Значи се движат под чамецот како се бучка, значи не го иритира тоа стварно, ама не удира. Зошто не удира, не знам. Сепак изгледа не може не е добро доволно техниката, а може па и не е гладен едноставно. На 2 пати имав ја случај ми удри голем сом летово на црвеноперка и 2 пати ми скина. Колку беше голем не знам, најискрено. Бидејќи него ни видов. Друго, смуѓи од година е доста слабо. Зошто смуѓите? Ова е единствено езеро со смуќ во Македонија. Па да, единствена година е доста слабо. Значи година на вештачки мамци, значи на силикони, фанавме еден или два. Татко ми фана на опавче, значи на цели белвици мали умрени, на олово на од земја фаќа, значи длабенски. Он извади околу 20-30 парчиња, меѓутоа сите мали. Од 1 кг до 1,5 кг, најголемиот беше 2 кг и 500 грам.
Тоа е веќе такви се А ретки. колка ви има во... Значи, јас најголем, што го имам јас извадено, исто на Белавица, на опашка, имам извадено 5 кг и 350, долго беше 82 сантима. Тоа го се случи 2003 година, мислам. Исто на Длабинско офаќав, 0,25 грама, јадиче двојка, со конец 0,25 и така. А најголем, поголем од тоа ја лично немам видено, бидејќи тоа ја го имам фанато и затоа знам, измерено ми е сликано така, да. Затоа можам да кажем, а за друг некој има луѓе кои што рекле дека извадили поголеми смуѓеви, меѓутоа ја ги немам видено. Најискрено тоа јас што ги имам видено е најголем до сега. Друго, има црвоперка, таа не ја фаќаме многу. Има многу, ама има и големи капитални примероци до 1 килограм и 200. Караш фаќаме, кој што е доста застапено израదో. Тие се скоро големи примероци, значи од 800 до килограми 500, килограми 600, такви примероци удираат, а најголем што има изведено е 2,5 килограма, значи караш, кој што е доста квалитетен па за јадење, дали оти јаде повеќе месо, има вадервест црвци, има исто така школки кој што кажав претходно. И се храни со тоа, затоа месото му е поквалитетно од другите езера, затоа што секоја риба што јаде месо е поквалитетно месото. Значи не е благ, значи тој се знае како се позната како блага риба дека е, меѓутоа кај нас не е таков. Е доста интересен за фаќање. А го има многу. Ајде. Не го истурим, ајде, гледай, не се сеќа. Не се истури, како се истури? Ти пази да не паднеш тоа. Ајде ги ти препорачам раната назад на вака. Да чукнеме да утрнеш, а? Сега, само да фотам излезов. Одиме на караш. Одиме на караш, празен. Ете, ги запали. Ги запали. Што направи? Ова купив година од Словенија. 150 евро го платив. На граница 100 евро ми зема царина и ДД. Да, следното будеш на прима. 2000 евра. 15.000 евра ми дадоа. 15.000 евра. Мало врски се мало. Тука имаше и стати. Јас се напред на прима. Метра дал. А тук во средина малце по-десно таму има воденица по тоната. Оле паркинг, да. Тука јас не. Може. Тука е стаза ова, кој има надпревар тука пеца, оваа стаза. Сега фаќаат тука пред 2 месеци. Имаше надпревар. А? Сега нема да удри крапки, кажам. Има крапки, видиш, ама... За галето е добро. Гаси. Не е можно да крапне да галето. Сега мора да има. Имам место ја кај фаќи, не знам себе. Кај раното, кај како години ги рано, секој ден рано. Секој ден по цел ден и тоа. Добро, овде крап во летно време се лови, така? Доктор, удира, ама кинат, ки не ме сваќаш, не ме слушаш. Добро, важно дека удира. Удира како не удира. Ја него сега мрдна трскана? А? Сега мрдна трскана? Ајде да видиме. Она бе она големана? Не, тоа. Под неа, бе, ситните. Ама ја што мрдат. Овде крап иде. Абе цел. Има, ама не удира се, ја знам што. Слушај, цел крап. Овде ти е рането, местере? Раното е веќе. Да, подложено. Ќе ти кажам, ја ќе опуштиш тоа сидро, само уште малце ми тоа. Ја да опуштам вода. Место било кој за мене овде. Што длабочина местере? 2.35, 2.40.
Таму ќе ќе пеца докторот скоро 3 метра. Доктор уште малце и ќе пуштиш тоа. Ајде пушти. Запред доле, кутиња има да не заглави. Пушти, слободно. Кој ќе има... Пушти го и врзи го напред, ама ќе оставиш малце лабаво кон. 1 метра ќе може. Не 1 метар, не, 2 педи. Уврза. Ова е за Остави све. малце лабаво. Ајде затегни го. Ајде затегни го. Сега ќе ти кажам ја, малце поеќе имаш оставено тоа што треба, тебе ќе ти биде далеко. Значи ќе фрлиш, знаеш каде? Последната трцка, гледаш? Чошот, на чошот. Оно дебело. Последната висока. Десно, Десно од неа на пола метра. На чошот. Длабоко 3 метра. До трета далеко ќе пуштиш длабоко. Оде 3 метра длабоко? Ај на место ќе да видиме до крај. Дај длабочина да те намести. Пушти. Чекај. Малко. Ајде, темпирано ти. За што задува? Дај ги ти наместам ченица 2 зрна. Дај ми ја тука. Сега ме на Дај. шница во име, а? Пушти, да. Ајде, фати го разговор. Абе, сега ќе ти видиш како ќе почна да рипаат, значи не е тоа проблем. Докторе, дај прв пат еднаш да фрлам да видиш точно каде, па после фрли си. Кажи ми ти не Сам не ме разбери погрешно. Ајде ги објасни. Новичината е добра. Чекај. Дајде овде налето треба има многу. Нема ич исто да е. Нема ич трава. Нема, а? Па каква трава няма, не знам што има трава. Гледаш докторе каде? Подалеку не. Не, таму е добро. Ако е понаваќе, нема проблем. Само ќе гледаш кога тоне, да тоне рамномерно. Ме бива за длабочина, ва? Да. 3 секунди ако ја држи легната, сецкаш значи. Да. А ако тргне, ќе чекаш да потоне. Напролет тука е длабоко, сега е 3 метра. Напролет е длабоко 4-10. Мајстре, што ги фаќаме денеска? Денеска ќе фаќаме караш. Шо? Да, се надеваме може ќе удари него е крапче, ама малце тешко, ќе фаќаме караш, значи. Фаќаме на конец 0,20. Тапа грам и пол, зависно од тоа. Дали до ветер или не, сега мирно е. Така да ќе може да фаќаме на полесен прибор. Добро, ваа место е од цурата, не е од мене, да знаеш. Цурата е мајстор. Он ваа тука гледаш и натраше дупката. Не гледаш и таа дупка. Која? Значи, ваа тука, лево, тврди се. Трскине. Таа дупка гледаш и тука преку ваа трвчево малечко мирчено кај испан. Тато има чистено со раце, значи, ама има оставено трски чат пат. Ме разбираш, кога беше помало езерото. До градите кога беше длабоко. И сега веќе долго време фаќаме тука. Го раниме место и си фаќаме, ме разбираш. Караш и крап. Мајстре, што тапам оставаш? Громипол тапам оставам. Овде крап со дубинки. Видите таму како риба карашот. Утравите ја видели? Да, слушнав. Али јас да бев по тебе ќе се врзам до овие трки и ќе ловиш многи трки там. Ама сега, види се, те си има свое. Ние се местиме тука на крајов на заливот, бидејќи строењето иде на кај градот, кога му фрламе храна, ја повлекуваме рибата од заливот наваки, ме разбираш? Само да строење што носи храна, натаму миризбата на храната, рибата од заливот иде тука. Првата причина е тоа, значи што се паркираме тука. Втора причина е бидејќи назем има трски, сега не ги гледаш ти, не е таму чисто, значи назем има трски, знаеш колку врие. Ме разбираш? Не може да закачуваш бе. Не, нема да закачиш, што имаш зрно, на која ти е гола јадичето може да ги закачиш. Значи, реално има таму многу трски, ама не ги гледаш. Што и тоа е добро. Значи, мора да има трски за да биде нешто работа. Ако нема трски, нема риба. Специалистите не за вакви породи. Значи, карашот е таков да он сака да не сака, туку мора да има трски, верно? Сега добро, ние ти кажам за карашот, сега бидејќи крапот, За крап прегледам. значи крапот може да удри, ама не сега. Крапот не сега, напролет и летоска, значи го има. 100%. Значи го има. Јас значи кој ќе видиш како мрдаат трските и како се движи он низ трските, се гледа тоа, значи. И карашот го прави тоа, ама и крапот. И рипаат, значи. Значи со одбрег, со дубинска така, ти го вие го што фаќате со систем, малце тешко, има трави. А има трава, е? Ама има трава, ама има трски, не трава. Ти меѓу трските можеш да фаќаш со. Не ме разбираш. Како она дрво надаму. Многу е плитко. Ти е ловам ваму. Многу е плитко, не можеш. Колку трскивите. Плитко е многу. Колку е плитко? 2015, 2020. Колку треба да?
А, не. Со олово така, толку плитко јас не верувам. Овде како ќе фрлам. Јас ќе ти кажам кај би можел да фаќаш веќе крап ако фаќаш така. Така го Се што фаќаш. јади че ставаме се. Стана 12 трбуко, што е доволно, значи Ковано? две зрна. Жичено? Не, жичено е. Две зрна пченица го покриваат. Добри се да се покаже, не си справа, значи. Да го закачиш крапче за до 2 карас, кг. не. За карачи за крапче до 2 кг, 3 кг нема никаков проблем, значи. Значи нема шанса ни да се исправи, ни да се откачи. Се добри скоро секогаш издржуваат, значи. Од отпорот кој што му создава еден караш, да речеме, од кило и 200. Сега добро ти така мислиш. Дај Боже да биде така, еве ќе дојдеш ќе видиш, ќе те носам кај сакаш и кога сакаш. Нема никаков проблем, значи. Ама дај Боже. Мене па ми е мобето, значи. Упорност бара и не е така розово како што изгледа, у смисла не удира баш толку многу. У одредени периоди да, ама бара многу упорно, значи идење нон-стоп, секој ден. Ја кога сум идел секој ден сум вадел риба, ја мурите така ги заде, скраповите година. На две зрна месаре? На две зрна, да. Не, но му е малку може да се заде црвоперка, значи она може да прави проблеми. Сега не више, ладно е времето, ама мислам летно време и напролет црвоперката е активна и на едно зрно се заде вон. Може и на црвен да се проба, ама сега моментално не бидејќи сунчаницата исто така прави проблеми Активно е уште. на едно зрно. Ајде бе лапни. Да го носи. Ево, ситна риба. Не е ситна караш, сега ќе видиш ако ќе видиш дали е ситна од кило караш ќе избицам нека. Много ситна ќе биде. Ајде бе лапни ја бе. Тоа што удри сега удар од караш. Само ја остави. Мора да ја пуштим уште 5-6 сантима. Ете, не бе, Да не биде ми. повеќе на дно. Не мине си, Сега ако само ја имаш, дичето на дно. ако имаш удар, не мине, што не Ако идеш. не, Имаш ченка, се жи. не да зима, значи карашот кој ќе удри никогаш нема да украде пченката. Не. Пченицата може да украде само црвоперка. Или желка. Имам убави желки. Жилки имат. Тупе дали. Желки имам по 5 кг. Ретко се фаќаат. Тој късметно име да го има. А? И таа среќа можеме да имаме. Се може да биде. Се има на зера. Што сакаш? Е, ти уди пак. Ајде Златан. Ајде лапни бе. Ќе па удар од караш. Ајде бе лапни бе. Да не псум да може да ми се оставиш. Не лапно па остави. Ќе па удар од караш, гледаш како креват. Ова не тука како рибни, значи. Мирани ми се го дневно и тука си се рибите. Кога идеме, вадиме по нешто. Една, две риби вадиме. Премногу, ама не е малко. Али нема мало или нема? Не е мало, туку не ќе да лапнеме на тоа проблем. Чека да се наместиме, цивирче да запалиме, па после дуди. Султанат е. Еден саат за 5 сати. Кажи. Ало, кажи. Ево. Еве ти носи. На риби си. Ајбе, носи. Чекај. Ајде лапни. Еве, што не го тргаш, ме не го носи. Не. Е, Не требаше да чекам. Ај. Ало или караш? Овде се мрести крапот летно време? Не баш тука, се мисли таму внатре. Таму десно. Ајде, иду, те Не летно време. идеален. Пролет. Мај, почеток. Да, па е летно време. Е, така, мрдни му остави тука, нека му потоне доктор. Е, таму му е добро, неа фаќа докторе, за 5 минути ќе имаш удара, да знаеш. Кај докторе, држи го, само држи го, не мрде, значи не стецка, само држи го. Држи го, не моте. Задржи го, ќе се врати. Задржи го само. Задржи го, ќе се врати, да знаеш. Мајсторе, уживајте. Чекай, кепче да дам едно, взем. Само држи го, не му моте, да знаеш. Полека за да немаш лапаш место да затоа ти викам да го држиш. Не го откачиш, не се зики. Влечи го полека сега. Колку? 2 минути или помина или 3? Да си веќе секој джепот си го знаеш. Ајде. Полека сега, ево малци излатен, нели така сакаш? Чекај, ве, уживај. Крени го горе малку, Ќе сега. сум дојден, не. Што викаш, зашо си да е? Кажи дали сум мајстор, а? Свака ти час. И колку имаше, 2 минути?
се откачи. Жуто е. Але жолто е, а? А жолто скара се? Кило некој вака се Или, ама не од жолтиот, не. А жолтиот не они пигментираат после кило. Грешка си, значи, не, мал не може да пигментира. Кога вој за една година ќе биде голем. Шо вако Пигментиран. вустане? Ќе ставиме нови. А шо вако вустане? Ва горе, можеме и фанал да ги сом. Ајде да седиме ќе удри паот. Ева мојата тапа, тука е, што правам со волос. Докторе, на, да се сликаш, ајде. Остава трската, дај да фрлиме малце крма. После секој фаќање, значи се фрлаат 10 зрна. За да мисли дека е од храната, буката, а не од... Да научи на ритмот, да. Дај да. Чекај, докторе, само малце. Направи едно кадро. Да отплеткаме. Ќе ве со рибава. Ќе направам јас, ти ставим жито само. Ставам жито, само да ставим оловка жито. Гледај се, има техника за карашот. Тука му го ставиш палецот и не мрднуј, веруј ми, иначе ќе ти избега. Заочи го. Не, докторе, ќе ти избега, веруј ми, значи. Палецот унатре. По шкргата, палецот догоре ставим го. Нема кај да мрда, е готово това. Така Тоа му е првата риба на докторот на Велешко езеро. А, така. Море уста, види го, види Луцката го. бе. А? Што викаш, доктор? Држи, ставај го некаде си. Тај, има мортомче за таа работа, специјално. Само напред ортомче да ги А ми слушај дадеш. вака црвено. Ето го, таму е, Радо. Ето. Ете, Да. си знаеш. Значи вака се, Радо. Карашите после последно кило кој ќе пораснат, значи големи. Многу време јас. Значи карашите кои ќе пораснат големи, тогаш пигментираат. Значи тие не се раѓаат со пигмент, различно од другите. Туку пигментираат тогаш, ме разбираш? Карас никош не. Значи карашот после една година ја менја бојата. Значи мал караш не можеш да најдеш, значи со пигмент вака со мен. Може да седнеме се. Тој што Ајде, Радо, даде седни за да имаш те да нудиш. 2 кила што беше тој караше. Ова има кило и 400. Сребрен беше. Кило и 300. Доктор, ја мислам дека е кејф, така ли? Да, Сепак не е може крап, ама прави кејф. прави. Управо ли си? Да. Прави ли кејф кој ќе заведеш вакви 14 караш? Да. Ха? Има забава. Дали е битно колку е намесеченка? Да, битно е, значи треба да се стави од врвот, да се нанижи на јадичето. И многу е битно една работа, да не биде испукана и да биде голема пченица, да биде бела. Значи карашот на таа не е добро. Сите тајни ми кажав. Ајде, докторе. Нормално. Ајде, може и да удри. Јас мислам да тргнам. Не сецка, не. Не е удар ваков. Ја ти кажа фреска кога се сесташ. Мора да вреш до 3, ама кој ти удри стварно така. Можеш малце, ама повлечеш, доктор. Радо, опа, ја. Ајде, златам. Радо, не ми си проблем с ним. Знаеш, пушта тука се поситни изгледа, да, за да. Тука прв пат годинава јави мал караш, 300-400 грам. Иначе се голем, сега мало. Значи има мресто да караш. Има. Не знаеш колку го има. Исто и крапот. Или травка, значи му има извадено од устата, ме разбираш? Или е травка, или ништо друго. Значи секогаш е травка. Нема шанси он да плукне оти. Ото знаеш зашто ти мислиш дека плукнал? Он уствари нели трга со пченицата. Оловото или било што ќе закачи негде на травка, така? Самата травка му ја вади од устата. Он не знае дека ја извадил уствари. И у таа смисла дека он си трга, си продолжи, а не се враќа по истиот мамец. Мисли дека веќе отишол мамецот, а не он толку интелигентен да знае дека му земала травка. И тоа е целата работа што ствари ние викаме абе плукна, а не плукна, травката му извадила мамецот. Чепна? Па ја крена тапата и замрда. Ништо. А? Помина покрај него. Па за една минута, ако не удри, ќе ја префрлиш. Со опашката. Може. Се случи и тоа. Поне тури за една минута префрлиш. Зошто? Па ќе ја префрлиш, нема, сигурно е негде заглавен. Он не ја плука ти вика, значи. Веќе си отиде на таа риба и не ти удре, не се враќа па. Нека Нема стои шанс. мамецот тука, зошто шо? Молим? Нека стои мамецот Ма тука. добро ти кажувам дека треба да префрлиш се. И треба и прецизност и е одлично. Браво. Одлично, остави. Ти допира да знаеш. Ај легни. Ај злато. Ти чекаш да тебе изгледа. Не, бе, па пушти. Требаше да сецаме да дадем тоа.
Па пушти, пали се ситни бе. Зашто? Што требаше да се не видим баш точно. Не сигурно. Не гледаше во твоја Не нот. гледав ляфно рада. Црвена перка. Еден ако ти земе, ја? Еден, да. Карашот не краде мамец. Не? Карашот или го вадиш, или не го вадиш. Мамец не краде караш никаш. И крап. И ради тоа, кој ќе ти чепне, треба да префрлиш. Може би од црвена перка ти го земала мамецот. Се може да е, така? Може да е од травка. Така да, практика е, мислам, пожелно е, кога ќе ти чепне, ако не ти удри во наредните една минута, да префрлиш. Ја повлече од десно малце, му остави, не сецка. Па ја носи. Не сецка, ако нема да го закачаш, джеба ја носи. Уста му нема лапнав. Он ќе ја потоне тапата ако удри, знаеш. Ја му мисли да ќе ти остава, или ќе ја крена. Ја однесе бе. Ама ако нема да го закачаш, джаба ќе сецкаш. Само ќе го уплашиш. Значи секогаш е подобро да не сецнеш, Да. отколку да сецнеш. Ја барам така мислам. Може не сме. Зошто ти кога сецкаш му ствараш доле звук што го плаши. Значи поарно остави, префрли, па ќе удри отколку да сецкаш. Па немаш добар удар. Држи го само да удариш, стани горе, оти ќе да се пикне у травите, Радо. Ма Радо, доктор. Нема да се пикне. Желка да не. Опа, држи го само држи го, јас ќе го натрпам. Жива. Ама уживај, ама тоа, гледаш кај ти отиде, ја уживам од прејас. Ја знам, тоа ти кажувам, значи мораш да го држиш под тврд. Ва, глупости, значи. Ама удри кај мене и однесе, остај ја, доктор. Кај мене и однесе, видели, доктор? У исто време на двете трски. Ајде, што викаш, не правиш кеф? Доктор, слушаме ви мене. Јас кој ќе те однесам нареди ќе видиш. Добро, ја мислам дека ова е добро. Задоволително е за крајот од денот. Ќе видиш. Не, добро е, супер. Добар спорт е. Овце едно само. Виделе ми удри мене промашив да ти имам коските укараш од клубов. Дај другото автомче да не го вадам тоа. Значи обавезно после оваа храна. 10 зрна за да мисли дека од храната обучават. Да, она да го наречи И на седно ритам. име сите се. Ајде докторе седиме. Заш ги чуваш така, што ми кажеш? Ај сега што да правам? Знаеш колку претаат, не си свесен. Не може, мора у вода како Ти иначе. си знаеш. Ицко, Ама докторе, значи после 2000 караш и ти ќе знаеш. ти си занеме закон бе. Дај овца ти ставам ми пченица. Седнете. Закон си ти. Видели удри на мојата Радован, а? Ето е. Промашив, ама како не можев да фанам трската? Ето тоа е сега. Видели доктор? Ја фана, знаеш кај однесе кај мене? Не видите кај. По свинји се радам. Ова не се караше, дај доктор. Караши што се ова, нели? Вај. Чудно два пати се задара, дури не возно. Да се врати. Трета мајка ќе има. Има друго што река. Бо. Јаш ми урчиња да радам. Да. Тоа се одри. Така да се гледа. Не сме, а? Не сме, нема шанси. Нема да удри. Може ќе удри на пикјоров, ама не знам, ја мислам дека не е добро. Мора да биде покриено добро иглото. Рекова не гледам, мора да гледам се. Докторе, гледај у мојата тапа. Ајде. Биди колегијала. Докторе, чекај друг пат. Што да мене. Слушаш? Чекај ме друг пат да ти кажам кога. Важи. Да ја научиш, после ќе знаеш сам. Ајде. Чуј. Знаеш колку караш има на живото во Сајно? Сега, добро, нема сваќа погрешно, ја кажувам, чисто едукативно, значи. Друга е математика. Ја не се правам подобар рибар. Многу варира тука длабочината, кај него е постабилно, затоа повеќе можеш да темпираш. Кај мене таму сакаш е фрлено толку, ако повлечеме на педа по нагаке, висински ќе биде. Ајде, лапни е, рибаки. Сигурно е посетен караш. Ова паче. Или посетен караш, или црвена перка. Голем караш не удари така, тоа А имаш 12 така? се манифестираше, да, манифестираше ке доктор.
Значи не е проблемот дека он е плукнал. Каражот не плука. Травка да му вади устав. Тоа исто се однесува за крап и за сите други. Само нека добро и толку. Тоа е преразликата меѓу 16 и 20 доктор, гледаш? И тапа грам и пол и тапа грам. Да знаеш. Тој твојот прибор е идеален. За караш го. На пола, гледај тапата. Како ти да во срце... Или легни, или тргни. Да си го срце вовде, да не фатиш трска. Не да извади ovo. Не знам какво беше. Майстор, пак ти извади ти шедница. Нека се не. Не ме учи појавно или нешто така, не знам. Може ти има негатра ке ситна јата, така нешто. Ти кажам, ајде тука е докторе. А кај е тука? Клучка црна перка е? Да. Докторе, гледај ми ја тапата, докторе. Лего е на зима и тука. Не, кај да си јаде крапот, што караш јаде цело зима. Сега ако фане екстремно ладно, не можеш ти да фаќаш, иначе што имам под вода му гали. На минус 17 степени. Имам 20 крапи фатен. Докторе, на минус 17, освен на топло, не одам нигде, веруjem. Ајде, ама не треба, ете, гледаш. Па избрз, не избрз. Скопи се тука. Не ги доста не. Тоа беше се што ви приправивме за оваа емисија. Бистро до наредната емисија со нови содржини и нови риболовни води. Не пропуштајте ја.